Менталното здравје ние како гинеколози ни е исклучително јасно колку е важен, посебно во перинаталниот период. Значи, пандемијата со ковид и за жал несреќата во Кочани не потсетија колку е важен и тој дел од дефиницијата на здравјето според Светската здравствена организација. Менталното здравје е дел од севкупната заштита и затоа ми представува чест, сакам да се заблагодарам на сите кои што учествуваа во подготовка на прирачникот и овој момент го искористуваме да го промовираме прирачникот за скрининг и детекција на ментални нарушувања во предконцепцијскиот и перинаталниот период. Особено е важно да кажеме дека кои се последиците од нетретирана или неправилно третирана антенатална или постнатална депресија. Прво, недобра бременост. Мајката нема да се грижи за себе, ќе се запушти, нема да оди редовно на гинеколошки прегледи, нема да се исхранува добро, ќе пуши цигари, ќе пие алкохол, ќе зима, ќе злоупотребува супстанци за да си само помогне евентуално. И доколку и ова не го прави, доволно е само да не се грижи за себе. Доколку не се грижи за себе, тогаш не се грижи ни за незината бременост, односно за незиното неродено бебе. Па тука ризикот од предвремени породувања, раѓање на бебиња со мала породилна тежина, породување комплицирани и слично е голем, односно се зголемува. Неколку работи се битни, а тие се превенцијата на малигните болести. Втора работа е грижа за мајката, за бремената жена, а и грижа за каде и како ќе биде таа донесена, ако е хитен случај, во кој родилен центар, брзината на упатувањето и сите тие работи. И на крај, онаа кој што работа повеќе отпаѓа на терцијарните установи, тоа е грижата за оние кои што се веќе заболени, значи за нивниот третман, меѓутоа треба многу внимание да обратиме на палијативната грижа. Ние за сега немаме некој од тие центри кои што би можело да им пружи грижа на тоговиот голем број на така наречените терминални случаеви, рак и други болести.